Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес ги донесуваме веднаш по најавите. Гледајте дневник. Македонија прогласена од Светската банка за 6-та најдобра бизнис дестинација во Европа и 12-та во светот. Сообраќајната култура на ниско ниво. 509 сообраќајни несреќи во првите 9 месеци на подрачјето на СВР Велес. Реновирањето на соблекувалните на градскиот стадион во Велес во завршна фаза. Македонија прогласена од Светската банка за 6-та најдобра бизнис дестинација во Европа и 12-та во светот. Огромниот успех е постигнат низ континуирани реформи кои ги спроведува владата во овие изминати години. Според извештајот на Светска банка Doing Business 2016, Македонија е рангирана на највисокото досега 12-то место од вкупно 189 економии во светот. Македонија е на 6-то место во Европа прогласена за најдобра бизнис дестинација пред 24 земји членки на Европската Унија и убедливо најдобро рангирана во регионот. Ова е врвен резултат и големо признание на политиките за правење на бизнис клима, особено што доаѓа од најреномираната економска институција во светот, Светската банка. Македонија пред 9 години според истиот овој извештај беше рангирана на 94-то место, што досега е раст за неверојатни 82 места. Огромниот успех е постигнат низ континуирани реформи кои ги спроведува владата во овие изминати години. На состаноци во местните заедници, граѓаните ќе даваат предлози за изготвување на буџетот на општина Велес за 2016 година. Со ова ќе се придонесе за продолжување на принципот на транспарентното и отчетно изготвување на буџетот на општина Велес. Минатата година за прв пат при изготвување на буџетот директно беа вклучени и граѓаните преку местните и урбаните заедници, имајќи ги во предвид позитивните реакции. Мнозинството на советниците и оваа година ќе ги посетат местните и урбани заедници и преку директен контакт ќе одлучуваат за приоритетните барања и прашања. Со ова ќе се придонесе и за продолжување на принципот на транспарентното и отчетно изготвување на буџетот на општина Велес. Знаете дека општина Велес е пример за транспарентно носење на буџетот, кој што како ретко каде се носи во две фази, односно прво се носат нацрт програмите и нацрт буџетот, а потоа се носи и дефинитивната верзија на буџетот. По усвојувањето на нацрт верзијата ќе бидат спроведени јавни расправи, но советниците пред овие јавни расправи ќе дојдат во секоја урбана заедница, во секоја местна заедница, да директно во комуникација со граѓаните ги слушнат нивните размислувања и нивните предлози за она што е најприоритетно да се најде во буџетот за 2016 година. Советниците од Коалицијата за подобра Македонија веќе ја утврдија агендата за посета на местните заедници. Урбана заедница Мирка Гинева на 29.10 во училиштето во населба Превалец во 19 часот, Раштани 29.10 во Раштани, кај продавницата во 20:30 часот, Отовица 29.10 во училиштето во Отовица со почеток во 19 часот, Сујаклари 29.10 во училиштето во Сујаклари со почеток во 20 часот, урбана заедница Славе Петков 29.10 во урбаната заедница Славе Петков во 18:30, Чалошево 29.10 во училиштето во Чалошево во 20 часот, 9 ноември 30.10 во урбана заедница 9 ноември во 19 часот, Родна Ивева 30.10 во 20 часот во просториите на Техничко-технолошкиот факултет, Васа Кошулчева на 30.10 во просториите во општина Велес во 18 часот, Шорка 30.10 исто во просториите на општина во 19 часот, Богдан Каракостев 30.10 Факултет за информатика, бивша зграда на основното училиште Джинот во 20 часот, Мамутчево во училиштето во Мамутчево во 19 часот на 30.10, Иванковци во училиштето во Иванковци во 20:30 на 30.10,
Сабота 31.10. Башино село, во местната заедница во Башино село во 18:30, Караслари, во местната заедница во Караслари во 19:30, Црквино, во местната заедница во Црквино во 21 часот, Керамидна, во урбаната заедница Алексо Демниевски Бауман во 18 часот, урбана заедница Бауман исто така во 19 часот во истите простории, Трајко Панов, урбана заедница во 20 часот во просториите на урбаната заедница Трајко Панов. Урбана заедница Тунел, исто така на 31.10. во урбана заедница Алексо Демниевски Бауман просториите во 18 часот, Димче Мирчев во 19 часот во просториите на урбана заедница Димче Мирчев и Трајко Капчев во основното училиште Благој Кирков во 20 часот на 31.10. Според советниците, идејата за граѓански предлози произлегува од концептот за граѓанска вклученост преку местните заедници кои се нераскинлив дел во системот на локална самоуправа. Наша проценка е дека во минатото, за жал, граѓаните можеби не наоѓаа начин и форма да го искажат своето размислување преку урбаните и местните заедници. И затоа лани, со изборот на новите председатели на урбани и местни заедници, почнавме да се обидуваме да воспоставиме еден нов принцип на соработка, кој што и долгорочно би требало да значи поголема вклученост на граѓаните во процесите на носење одлуки на ниво на локална самоуправа. Надлежните очекуваат позитивното искуство со буџетските предлози од страна на граѓаните да бележи тренд на надоградување и проширување кој ќе продолжи во иднина. Сообраќајната култура на ниско ниво. 509 сообраќајни несреќи во првите 9 месеци регистрирани на подрачјето на СВР Велес. Во несреќите животот го загубиле 9 лица, додека 319 лица се повредени. Непочитувањето на основните сообраќајни правила неретко предизвикуваат несакани последици. Кампањите за безбеден сообраќај се интензивираат паралелно со зголемување на бројот на сообраќајни несреќи на републичко ниво. Несовесното однесување на сите учесници во сообраќајот го носи црниот биланс на материјална штета и човечки жртви. Само на подрачјето на СВР Велес во првите 9 месеци од годината евидентирани се 509 сообраќајни несреќи. Најчести причини за сообраќајните несреќи се недржање страна и правесно движење. Секако и алкохолот не е една од причините, главните причини за случување на сообраќајните несреќи. Непочитување на правилата на првенство на менување, вршење дејствие на патот, брзо возење и така натаму. Најтешките последици, односно на подрачјето од вкупниот број на случајни сообраќајни несреќи, загинати се вкупно 9 лица. Меѓутоа, овие бројки би сакала да напоменам дека се однесуваат и на делницата А1 на автопатот А1 Велес Скопје, каде што секторот за внатрешни работи Велес врши увиди на лице место. Врз основа на статистиката на полицијата, причините за случајните сообраќајни несреќи всушност се последица на неодговорното и несовесно учество во сообраќајот. Потоа, сообраќајни со несреќи со потешки последици се вкупно 205, тука мислиме на поголема материјална штета, секако тука се и загинатите лица, тешки телесни повреди и така натаму, додека во сите случајни сообраќајни несреќи вкупно 319 лица се повредени. На локално ниво, во соработка со Црвениот крст, училиштата и други јавни институции, полицијата преку континуирани едукативни настани работи во насока на подигнување на јавната свест, сепак како најважна алка се учесниците во сообраќајот, кои треба одговорно да ги прифатат советите во насока на менување на лошите сообраќајни навики, кои ќе придонесат за намалување на бројот на сообраќајни несреќи во иднина. Реновирањето на соблекувалните на градскиот стадион во Велес е во завршна фаза. Проектот го реализираат општина Велес, јавното претпријатие Парк Спорт и Општинскиот фудбалски сојуз. Согласно стандардите кои што се зацртани за одржување прволигашки надпревари, се реновираат соблекувалните на градскиот стадион и истите се во завршна фаза.
Соблекувалните се целосно реновирани, останува да се набави мебел, а во наредните 10 дена треба да се изгради тунелот за фудбалерите кој води од соблекувалните до стадионот. Имаме комплетно средени простории за гостинските екипи, за делегатите, докторска соба, за домашната екипа и она што досега ни фалеше и го нема. Проектот го реализираат Општина Велес, јавното предпријатие Парк Спорт и Општинскиот фудбалски сојуз. Реновирани се спрема сите стандарди на УЕФА и ФИФА, големината на соблекувалните, плачките што се наместили натре, премаз е премачкан со антибактериска маса, заштитени наместени се по 10 уша во соблекувални. Освен стадионот Филип II, Велешкиот стадион е втор кој ги исполнува условите за да се играат меѓународни надпревари. Во тек е фаза на изработка на помошни соблекувални кои ќе се користат за понизок ранг на надпреварувања, а ќе се запазат стандардите според кои ќе може да се одигруваат второлигашки надпреварувања. Успешна е соработката помеѓу општината, јавното предпријатие Парк Спорт, ФФМ и Општинскиот фудбалски сојуз од Велес. Како резултат на таа успешна соработка, позади нас го имаме овој прекрасен фудбалски терен од вештачка трева со највисоки стандарди. Веќе имаме поставено во првата фаза 1000 столчиња кои што продолжуваат и понатаму. Градоначалникот Славчо Чадиев најави дека согласно нацрт програмите ќе бидат предложени средства за средување на вториот дел од трибината, отпадните води и изградба на нова трибина со 1000 седишта. Со стартот на грејната сезона забележано е зголемено загадување на воздухот во 4 градови во земјава. Високи концентрации на PM10 частичките во сите скопски општини, Кавадарци, Тетово и Битола. Со започнувањето на грејната сезона забележано е зголемено загадување на воздухот во 4 градови во земјава. Според мерењата на Министерството за животна средина и просторно планирање, регистрирани се високи концентрации на PM10 частичките во сите скопски општини, Кавадарци, Тетово и Битола. Загаденоста е најголема во вечерните и ноќните часови. На мерните станици се регистрирани концентрации од 250 микрограми на метар квадратен во Лисиче и Тетово, 230 во Битола и Кавадарци, во центар Карпош и Газибаба, 180 и по 100 микрограми на метар кубен во Миладиновци и кај ректорат во Скопје. Концентрациите на PM10 частичките се намалени од утринските часови, сепак се над дозволените 50 микрограми на метар кубен. Тие се штетни за здравието на човекот, бидејќи навлегуваат длабоко во дишните патишта, оставајќи сериозни последици. Минатата година Светска банка ја постави Македонија на 5-то место во Европа според стапка на смртни случаи поради загадувањето на воздухот со PM10 честички. Со литературен конкурс на тема Читам за да живеам, Средното општинско училиште гимназијата Кочорацин од Велес го одбележа месецот на книгата. Целта на овој настан е да им се даде можност на младите поети да го искажат својот талент. Средното општинско училиште гимназијата Кочорацин од Велес го одбележа месецот на книгата со литературен конкурс, каде учениците можеа да творат на тема Читам за да живеам. Целта на овој настан е да им се даде можност на младите поети да го искажат својот талент. Водени од желбата да го одбележиме месецот на книгата, го организиравме денес овој поетски настан преку кој што учениците може да го искажат својот поетски талент. Сушност, одбележувањето на месецот на книгата во нашето училиште започна во почетокот на месец октомври со распишан литературен конкурс во рамките на проектот партиципација на ученици за поголема грижа на родители. Имаме обврска да вклучиме поголем број на родители во нашите предвидени и реализирани активности. Убавиот збор може да се најде на страниците на голем број писатели, меѓу кои и велешката поетеса Лила Арсова, која им даде поттик на младите да творат. Има возможност на учениците да се запознаат и со самото творештво, со работата на клубот и дека ќе ги мотивирам да читаат. Тоа ми е првенствено да ги мотивирам да читаат, да се дружат со книгата.
Пред присутните со свои лични творби се представија и дел од учениците кои учествуваа на литературниот конкурс. И јас оваа година, како и претходната, земав учество со своја лична творба напишана на тема "Читам за да живеам", и со таа творба што ја напишав добив благодарница за учество и ги потикнувам сите што сакаат да пишуваат и да творат, пошто може да добијат и награда и битна и дружењето. Најдобрите творби кои учествуваа на литературниот конкурс беа наградени, а останатите ученици добија благодарници за учество на конкурсот. Заврши амандманската расправа во матичната комисија за буџетот за 2016 година. Во рамки на работната посета во Јапонија, министерот за надворешни работи на Македонија Никола Поповски оствари неколку средби. Вестите од Македонија во продолжение. Заврши амандманската расправа во матичната комисија за буџетот за 2016 година. Од предложените 417 амандмани во тврдениот рок од 10 дена, разгледани се 92 поднесени амандмани, од кои прифатени се 4. Собраниската расправа по предлог буџетот за 2016 година почна на 13 октомври. Според предлогот, вкупните расходи се проектирани на 195.788 милиони денари, кои се за 4,7% повисоки од оние во 2015 година, а вкупните приходи се проектирани на 176.804 милиони денари, каде има зголемување за 6% во однос на 2015 година. Основни карактеристики на буџетот за 2016 година се намалување на буџетскиот дефицит од 3,6% годинава на 3,2% следната година и зголемување на средствата за пензии, социјална помош и капитални инвестиции, со цел да се поттикне развојната компонента на буџетот. Растот на економијата се очекува да биде 4%, а инфлацијата 2%. Во рамки на работната посета во Јапонија, денеска министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски оствари поединечна средба со јапонската организација за надворешна трговија и со најголемата стопанска комора Кинанрен. Поповски се сретна и на работен ручек со парламентарниот заменик министер за надворешни работи Мики Јамада, на кој се разговараше за најразлични теми од областта на економијата, образованието, туризмот и здравството. Најголем акцент на овие средби се стави на сегментот за привлекување на странски инвестиции, како истакнување на континуираниот развој на државата во областта на економијата. Поповски вечерва ќе присуствува на свеченото отварање на амбасадата на Република Македонија во Токио, а неговата посета во Јапонија продолжува и утре. Годинава се очекува поголема побарувачка, но помало производство на тутун, со што ќе има и повисока цена за килограм откупен тутун. Причина за ова се пролетните мразови и дождови, кои придонесоа за намалување на насадите со ориентален тутун. Бербата во некои делови од земјата се уште трае, а оваа година квалитетот на тутунот е подобар од порано. Тутунопроизводителите бараат 190 денари за килограм тутун, како резултат на помалото производство, но и поради намалувањето на површините со тутун во земјите од регионот. Оваа година, за разлика од претходната 2014-2015, има 20% помалку договори за откуп. Од Стопанската комора информираат, за предстојната реколта се склучени 28.454 договори за разлика од претходната, кога имало 42.367. Од пријавените договори од 9 откупени предпријатија од реколтата 2015 се очекува да се откупат од 24.000 до 25.000 тони суров тутун, информираат од Министерството за земјоделство. Производството и трговијата на тутун учествуваат со 3,2% во бруто домашниот производ и со 4,1% вработување во вкупната индустрија. Почетокот на откупот треба да биде до 15 ноември или најдоцна до 15 декември. Група бегалци одбила да излезе од автобус кој ги транспортирал во Шведска, тврдејќи дека во селото во кое биле донесени е многу ладно. Меѓународниот монетарен фонд со помош за Авганистан и Пакистан. Ова е светот денеска.
Група бегалци од Сирија и Ирак одбила да излезе од автобус кој ги транспортирал во Шведска. Тие тврделе дека селото во кое биле донесени е изолирано и многу ладно. 60 на однив во неделата вечер стигнале во местото Ломец Форсен, каде требало да бидат сместени додека барањето за азил им се разгледува. Дел од нив одбиле да се симнат од автобусот, барале да ги префрлат во голем град или во Германија. Шведската агенција за бегалци соопштила дека тоа сместување е најдоброто што можат да го обезбедат, затоа што таа земја досега прифатила премногу емигранти, околу 10.000 неделно. Шведска, која има околу 9,8 милиони жители годинава, ќе прими 190.000 барања за азил. Кристин Лагард, директорката на Меѓународниот монетарен фонд, изјавила дека сочувствува со сите кои се погодени од земјотресот во Авганистан и Пакистан. Таа порачала дека ММФ е подготвен да им помогне да одговорат на овој трагичен настан. Го искажува моето длабоко сочувство со сите луѓе кои се трагично погодени од земјотресот во северниот регион на Авганистан и Пакистан, особено со семејствата на жртвите, порачала таа во соопштението на ММФ. Таа нагласила дека сега примарно е колку што е можно повеќе да им се олесни на овие области и да се обезбеди безбедноста и добробитта на оние кои ја преживеа трагедијата. ММФ ќе продолжи да им пружа поддршка на Авганистан и Пакистан и е подготвен да им помогне да одговорат на овој трагичен настан, порачала Лагард. Се одигра надпревари од 12-тото коло во Македонската прва фудбалска лига. Победа на Струмица од третото коло од Македонската кошаркарска лига. Домашните спортски вести, избор на колешката Бојана Анастасова. Вардар и Шкендија без поголеми проблеми, иако не убедливо како што се очекуваше, славеа на дуелите против Царев двор, односно Металург, во 12-тото коло од првата македонска фудбалска лига за продолжување на изравнетата трка за врвот на табелата. Шкендија победи против Металург со 2:0, додека Вардар на гостински терен победи со 1:0 против Царев двор. Работнички повторно пропушти триумф, овој пат дома против Ренова. Иако имаше водство од првото полувреме, резултатот заврши 1:1. Исто така на другите два надпревари немаше победници. Екипата на Шкупи одигра 0:0 против Брегалница и Силекс одигра 1:1 против Турново. Вардар со 30 бода е прв на табелата, додека на второто место се наоѓа екипата на Шкендија со 29 бода. Во рамките од третото коло во Македонската кошаркарска суперлига, дебютантот екипата на Бестот Гевгелија загуби од Струмица и го забележа третиот пораспоред во првенството. Струмичани одиграа одличен надпревар и победија во Гевгелија. Конечниот резултат беше 68-91. Кај екипата на Бес со по 14 поени доминираа Маринковиќ и Мукаетов. Кај гостинската екипа најефикасен поединец беше Димче Тасовски со 21 поен, а 20 поени и 10 асистенции имаше капитенот Богоев. Селекторот Ивица Обравен се реши да повика уште еден ракометар во својот состав за надпреварите против Хрватска и Црна Гора на турнирот во Умак. Изборот падна на младиот бек Дарко Димитриевски, ракометар кој во моментов настапува за унгарски Чургои и од кој се очекува да ја покрие позицијата на која игра Миркуловски. Првиот собир нашите репрезентативци ќе го имаат на 2 ноември, а во периодот меѓу 6 и 8 ќе ги одиграат закажаните мечеви во Умак со Хрватска и Црна Гора. Започна новата сезона во НБА лигата. Арсенал и Челси елиминирани од Лига Купот. Валентино Роси сепак ќе вози во Валенсија. Меѓународен спорт.
Се одиграа 3 надпревари од новата сезона во НБА лигата. Актуелниот шампион Golden State во новата сезона тргна во истиот стил како што заврши лани. Warriors славеа победа од 111-95 против Нью Орлеанс и тоа најмногу благодарение на Стеф Кари кој постигна 40 поени и 7 асистенции. Чикаго благодарејќи на добрата одбрана успеа да го совлада Кливленд со 97-95 на домашен терен. Никола Миротич со 19 поени беше најефикасен кај домаќините, додека кај гостите Леброн Джеймс постигна 25 поени и 10 скока. Екипата на Атланта на домашен терен загуби од Детройт со 94-106. Премиер лигашите Арсенал и Челси вчера вечер ги завршија надпреварите во осми на финалето од Лига Купот. Арсенал загуби со 3:0 на гостувањето кај Шефилд Венсдеј. Минатогодишниот бранител на пехарот, екипата на Челси е поразена на гостувањето кај Стоук по изведувањето пенали, откако дуелот заврши 1-1. На другите два дуела пеналите исто така го решаваа победникот. Евертон Норич 1-1 на пенали 4-3 и Хал Лестер 1-1 на пенали 5-4. Валентино Роси и покрај најавата дека ќе го бойкотира финишот од сезоната, бидејќи беше казнет со префрлање на последната позиција на трката, сепак Роси се огласи и потврди дека ќе вози на трката во Шпанија. При тоа им се заблагодари на навивачите кои му дадоа поддршката. Валентино Роси има 312 бода во генералниот пласман, Хорхе Лоренсо има 305 и доколку освои едно од првите две места, италијанецот е сигурно шампион. Трката во Валенсија на програмата е на 8 ноември. Денеска имавме сончево време со повремени облачни периоди. Слично време не очекува и во наредните денови. Еве ги деталите. Тоа беше се за денес. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!